Станува збор за стручњак во областа на градежништвото кој што има големо искуство во анализирање на пазарот на недвижностите и на предизвиците поврзани со достапноста на становите во Македонија. Со неговото присуство овдека во студиото ќе можеме и детално да ги објасниме и причините за загриженоста за многу граѓани, како и можните решенија и предизвици што стојат пред нив, односно може ли обичниот граѓанин кој живее од плата да си дозволи да купи стан, или ќе откриеме дали да се купува стан во Скопје во овој период или можеби да се чекаат некои подобри времења. Му благодарам и му посакувам добре дојде во утринската на Сакам Македонија на Андреја Серафиновски. Господине Серафиновски, ви благодарам што ја прифативте поканата и што утринава ќе говорите за Сакам Македонија на оваа тема која што не е сега дека последниве 2-3 недели откако еве многу од печатените медиуми пишуваа дека веќе се сруши и рекордите или секојдневно се рушат рекордите по чинењето на квадрат стамбена површина, него е тема која што е актуелна од стартот некаде на кризата, се продлабочи со војната во Украина, која нели на некој начин известно и ги крена цената на градежните материјали. Но се со ред. Добре ни дојдовте пред се. Добро ве најдов, добро утро, ви благодарам на поканата. Се согласувам со вас дека многу актуелна тема, поготово после завршување на ковид кризата. Тоа е оној момент кога сфативме дека усвари цените на становите што сме ги имале преходно биле многу поголеми, дека требало да инвестираме во обезбедување на стамбен и деловен простор. Така да и во овој момент е многу актуелно, затоа што некако ако во минатите години после ковид кризата, тоа е од 2021 година, викаме дека побарувачката е многу поголема од понудата, оваа година можеби таа разлика се намали, така да сега веќе може да очекуваме стабилизирање на цените на становите, на квадрат стан на чинење и на деловен простор, така да јас се надевам дека 2025 година ќе биде она година што ќе имаме стабилна ситуација кога граѓаните ќе знаат колку чини квадрат стан, во која населба, под кои услови и во кој квалитет. Денеска како е регулирано тоа? Некаде прочитав дека практично нема некој регистар да се знае колку чини квадрат стан, него се од до. И некаде просекот во главниот град овдека дека цената на квадрат чини од 1000 до 1800 евра. Тоа ги слушнавме барем од оно што го велат од агенциите за недвижности изминатиот период. Цената на стамбениот простор, како и секаде во светот, е пазарна категорија, значи зависи многу од понуда и од побарувачка, од тој однос, но секако зависи и од локација, квалитет на станови и многу други фактори кои влијаат пред се и економската состојба во која се наоѓа државата. Тој голем диапазон на разлика во цени на станови што го спомнавте, ја би го надоградил, значи ја во Скопје мое видување дека цените се движат од 1000 до 2500 евра. Значи, пред се зависи од локацијата на станот, од квалитетот на станот, но секако највеќе зависи од побарувачката, поготово во оние општини кои што имаме голема трансакцијска активност. Така да можам да кажам дека делови од Скопје како што се Центар, Карпош, се делови кои се многу барани во моментов и они го креваат тој диапазон на разлика во цена. Ако на тоа додадеме дека во моментов сите трошоци за градба се зголемени за разлика од минатиот период и се зголемуваат постојано, можеме да сватиме дека тој голем диапазон е пред се резултат на огромната побарувачка која се појави после ковид кризата, на огромните поскапувања на материјалите и трошокот на компаниите кои ги имаат за градба, но и на ексклузивитетот во градењето на станови. Мораме да признаеме дека одредени населби, делови и одредени згради во Скопје више го подигнаа својот критериум, ги продигнаа стандардите и тие се оние усвари цени кои се максимални, кои ја сепак не би ги зел за репер, туку тие се повеќе наменски, тоа се повеќе цени и објекти наменски за оние луѓе кои сакаат да живеат ексклузивно и скапо. Како би опишале моменталната ситуација на пазарот на недвижности во Македонија, особено во однос на достапноста на становите? Велите дека во оние атрактивни локации и општини кои што гравитираат околу централното градско подрашје, квадратот е неминовно повисок, зависи велите и од квалитетот на градбата и од употребените материјали, но дали тоа е соодно заради тоа што да речеме веќе и да нема парцела слободна во атрактивните делови од градов или се доаѓа до таква можност да се земеме пример централното градско подрачје, ќе сватиме дека во моментов се уште има локации кои би се изградиле, се градат и ќе се градат,
но за некои 2 до 3 години мислам дека централното градско подрачје ќе доживее. Тоа ја диктира исто така цената, веројатно колку чини сега метар квадратен градежно земјиште нели да се купи. Секако. Затоа мислиме дека цените во овие општини може да додат само нагоре, а не може никако да се спуштаат во моментов. Затоа што мене ме радува моментов што многу се зголеми понудат на станови, поготово во општина Центар, кај што побарувачката е најголема. Неминовно голема улога, голема реперкусија ни створи и големи негативни последици мораториумите кои се пројавија во општина Центар поготово, да речеме и во Охрид имаше некој мораториум и дел од општина Карпош. Тие мораториуми сега се последиците од тие мораториуми. Доколку во периодот на ковид кризата и периодот пред ковид кризата кога впрочем беа мораториумите, тие мораториуми не постоја и имавме зголемена понуда на станови, и јас ви тврдам дека сега од оние максималистички цени што ги имаме во овие населби кај што имаше мораториуми, секако дека таа максималистичка цена ќе беше на разина 20% подоле. Значи ја мислам дека тоа е една од главните причини зошто цените достигнуваат во мал временски период достигнаат толкав диапазон, толкава максимална цена. И зашто побарувачката е огромна, а понудата е мала. Тоа не беше дека наеднаш луѓето сите сака да купа стан, туку тоа беше последица и како еден резултат на тоа што имавме мораториуми кои траеа по 2-3 години, па дури и 4 во одредени општини, кај што побарувачката од ден во ден се повеќе се зголемуваше. Така да, ако одиме по како гледам ја на цените на становите, ја ги секогаш ги делам во нашата република цените на два дела, цени кои се репери, кои важат во општините кои имаат голема трансакцијска активност и цени во општините кои немаат голема трансакцијска активност, тоест општини кај што се купува и за изнајмување, и за деловно работење, и за живеење, и општини кои се купува само за живеење. Овие првите веќе ги разговаравме, тој диапазон го кажавме, додека во овие вторите, таму е поборувачката и понудата, можеме да кажеме дека секогаш е ниста разина, одредени општини имаат и многу поголема понуда од поборувачка, но не гледаме дека таму паѓа цената. Напротив, и таму во одредени процент не толку голем, но се зголемува. Тоа е репер дека трошоците се зголемиле и трошоците се зголемиле и да кажем условите на пазарот се поскапи затоа што во моментов јас слободно можам да изјавам дека ниеден трошок по однос на изградбата не е намален или стагниран, туку сите се во некој непречен раст. Кои се најголемите предизвици кои што ги сускуваат фирмите во вашето здружение кога станува збор за изградбата на становите? Цената на чинењето на материјали? Одливот на работната, односно на градежниците кои што заменуваат? Тоа се многу причини и сите причини, како што спомнав и пред малку, се принцип причини чие што зголемување на трошок се зголемува од ден во ден. Ако одиме, да речеме од почеток, ќе видиме дека прво се зголемени комуналиите. Во општина Центар, да речеме, беа некои 110-120 евра комунали по квадрат. Сега се 160 до 180 евра. Тоа е 50% зголемување, што многу влијае на крајната цена. Доколку ги анализираме цените за откуп на земјиште, ќе сватиме дека пред ковид кризата за откуп на едно земјиште требаше да платите 25, 22, 27% од изградбата, сега тој процент е 35, дури во некои примери се достигнува и 40. Значи тоа е драстично зголемено. Доколку навлеземе во трошоците при изградба, ќе сватиме дека цените на материјалите се зголемени дупо од 2021 година зборам. Јас секогаш анализата како пред и по. Да, затоа што некако реперот на цени го правиме сега со цените пред кризата. Така да на пример, не знам, дрвена граѓа 100% се покачени цените. Најмалку се покачени цените за хидроизолациони материјали и гипс картонски прегради и тоа најмало покачување во разина од 2 години е 30%. Значи имаме челикот за разлика од сега, некоја стабилизација имаме на челикот, но таа стабилизација за разлика од 2021 година е на зголемена цена од 70%. Доколку ги анализираме материјалите, значи уште полоша е ситуацијата. Доколку анализираме работната рака, тука па наоѓаме на еден драстичен скок. Да речеме, ако ги земеме последните статистички податоци од третиот квартал, тоа што ни е достапно во моментов од 2023 година, ќе сватиме дека за разлика од третиот квартал од 2022 година, значи за разлика од минатата година, третиот квартал, ќе сватиме дека платите во градежништвото се покачени 14,4%,
А за разлика од 2021 24,67%. Но ако на тоа проанализираме колку се покачени платите во високоградба и во нискоградба, ќе сватиме дека огромен е процентот на зголемени плати во високоградба. Така да ако ние од трет квартал 2023 за разлика од трет квартал 2022 имаме генерално во градежништвото 14,9% зголемени цени за плати, тие во високоградба се 19,9%. Ако анализираме 2023 со 2021, разликата е околу 24%, но во високоградба е 33%. Значи, огромен, непречен раст на цените на работната рака. Тогаш зашто заменуваат голем број од градежните работници? Не знам, вие како фирми купувате ли да најдете работна Значи, не се работниците сила? како посебна... Тоа е сепак ќе речеме флуктуација. Секој ќе рече ајде ќе одам на западни земји повеќе се заработува за разлика од кај нас велите еве. Значи, од во друга страна моментот раста платите кај нас. Во градежништвото не е иземено од економската состојба во која се наоѓа државата, освен за плати, луѓето си одат и за подобар живот, за подобро здравство, за подобро образование, за подобар просперитет. Но еве минатата година имаме по еден друг обратен процес во градежништвото да во 2021 имавме огромен пат на вработените, минатата година тој пат е зголемен за некој над 10%. Значи, дали е тоа резултат на странски работници или на македонски работници, тоа немаме таква статистичка податок. Јас би рекол дека повеќе на прилив на странци. Извинете, ако ве разберав, за 10% е намален бројот на работници зголемен. Зголемен. Значи, од 2022 трет квартал за разлика од 2022 трет квартал е 5000 работни места повеќе се бројат. Минатата година во третиот квартал, но јас тоа би го препишал претежно на приливот и на странски работници и тоа затоа што капиталните инвестиции нели 98% ги работат странци и тоа е огромен прилив, но тоа покажува дека имаме недостигна работна сила и тоа е логичка е последицата да се зголемуваат и цените. Но како што кажав, одливот на наши македонски работници е тренд кој што не одминува, не е дисперзиран од целото наше општество, тоа е општествен тек во кој што имаме огромни селувања во републиката. Сега, но ќе кажам, градежништвото како градежен сектор е за разлика од другите сектори. Минатата година во многу пополна позиција, дури имаме и враќање на определени работни групи, поготово на оние што заминаа во Република Германија, заради тоа што таму се условите поуште полоши. Добро, колку очекувате дека работите ќе се сменат со оглед на тоа дека со од 1 март владата наша најави дека подпомогнати од Отворен Балкан ќе може да има флуктуација на вработени, да доаѓаат работници од Албанија, наши пак да заминуваат во соседна Србија. Како тоа ќе се одрази на градежниот сектор? Мораме да најдеме начин како држава да ги задржиме своите работници, затоа што верувајте, од сопствено искуство говорам дека како што нашите можат да завршат работа, ни еден странец не може да заврши со оглед на тоа дека достапноста, пристапноста и менталитетот кој го градиме ново општество, значи најпригладен е за некој што живее во ово општество. Но неминовно и неминовена во моментов, неминовна констатацијата дека се повеќе ќе имаме наши работници, се повеќе ќе увезуваме работници од Индија, од Непал, и од други земји кај што има ефтина работна сила, но сепак мислам дека со ова зголемување на минимална плата и со одредени во градежништвото поготово политики кои владата може да ги постави на долгорочен рок, можеме многу да допринесеме тој одлив за градежни работници да биде многу помал, затоа што во моментов верувајте дека платите на македонските работници тука сосема ги задоволуваат нивните потреби во многу голем дел. Значи ништо повеќе не заработуваат доколку одат во Германија или во другите или во Швајцарија, со оглед тоа дека се одделени од своите семејства, но сепак фали една стратегија, фали тоа компаниите да можат уште повеќе да ги подигнат своите плати на своите вработени, а тоа пак ќе се случи во оној момент кога државата ќе обезбеди поголемо внимание на домашните компании, ќе им обезбеди поголема работа со подобри цени и кај што ќе можат они да се ги дигнат своите капацитети. Во тој случај би можеле работниците многу повеќе да добијат него во случај да работат во нашава држава 98% од капиталните инвестиции странски компании. Странски компании. Добра, ќе отвори ли можност некакви Отворен Балкан за градежните компании да излезат на пазарот? Еве, пред малку и во неврзан разговаравме, тоа беше актуелно и пред еден месец кога се сретна српскиот председател со грчкиот председател, договорија некакви пруги кои што треба да бидат брзи, во кои што ќе се спојат Ниш и Солун. Колку ние сме изземени од цела оваа работа или сме барем само пасивни слушачи на оно што се случува, за да
градежни компании од Македонија ете учествуваат во вакви проекти или самиот тој отворен Балкан да ни отвори нов пазар за градежните компании? Кога веќе гледаме дека капиталните проекти на домашната сцена ги работат странски компании. Токму и тоа е главната поента. Ние прво треба да завршиме својата работа дома, па потоа да одиме во странство. Отворен Балкан како концепт е супер концепт, ќе отвори огромен број можности и за работниците да заработат повеќе, но и за компаниите да можат да работат на една поголема територија, но сепак нивниот капацитет, не зборам за потенцијал, нивниот капацитет на колкава територија ќе работат и во каков обем, секако ќе го диктира нивната сила која се црпи од домашната економија. Така да мораме да посветиме доколку сакаме да го искористиме отворен Балкан во целост и доколку сакаме целосно да го почувствуваме како благодет, а не како мана, би требало да ги зголемиме капацитетите на нашите компании на домашното, за да можат они таа територија на која што екзистира да им стане премала, па да почнат да се шират, а тоа непречено ширење го обезбедува Open Balkan, отворениот Балкан, и да може да настапуваат на пазари за кои што не мора да имаат многу административни пречки, како што тоа го нуди во моментов овој концепт. Не ми е она што го спомнавте. Значи, во овие земји кои го чинат отворен Балкан има голем интензитет на градежна експанзија, голем интензитет на градежно работење и жал ми е што ние не најдовме некако како држава концепт во кој што во тие нивни експанзии градежни ќе побараме, ќе агитираме и ќе работиме нашите компании да земат дел од тие работи. Дури српскиот председател кој што има најголема експанзија во Србија не ги повика македонските компании да земат учество на престојната изградба на новото експо во Белград и многу ми е жал што ни еден државен орган па нити и невладина организација не го тоа искористи за да може да агитира нашите компании да земат дел од колачот што се наоѓа баш во овие земји од отворен Балкан. Можем да сватам дека градежниот сектор кај нас овдека во Македонија е во незавидна ситуација или треба да ги пушти коњите за трка само на домашниот овдека пазар во ниско градба и во правење на станови. Па од тука некако незавидната положба на градежниот сектор во Македонија ние го анализираме постојано и постојано апелираме за тоа што треба да се направи за тој да остане барам на некој ниво на кое што се наоѓа или ги зголеми своите капацитети. Во моментов со проектите кои се во тек, кои се распишани, кои се договорени, разговарам за капитални проекти, значи македонските градежници се помалку го наоѓаат своето место, а во изградба на станови и приватни инвестиции имавме огромен застој, сега некако тоа малце се регулира и македонските градежници повторно почнаа да работат и оние фирми кои беа поголеми во минатиот период и кои граде голем дел од деловните и стамбени комплекси, повторно се активираа да градат, но со многу помал ентузијазам, со помал капацитет, затоа што чекавме 4 до 5 години во најатрактивните делови на државата, заради мораториуми и други пречки, да почнеме да градиме, а со тоа тие 4-5 години го изгубивме чекорот кон новитети, го изгубивме чекорот кон развој и се останато што нуди еден континуитет. Тој континуитет го немаме и доколку не го обезбедиме тој континуитет во наредните години, цело време ќе почнуваме од почеток. Секоја година 2-5 нашиот почеток ќе биде баш од почеток. Да. За крај, господин Серафоновски, какви се прогнозите за цените на становите во Македонија во следниот период? Очекуваме или треба да очекуваме намалување, стабилност, вие споменавте, или пораст и кои би можеле да бидат факторите што ќе влијаат на сето ова? Еве, едното пред малку го одговоривте, дека отворањето на пазарот и конкуренцијата и останато. Значи, намалување не може да очекуваме во никој случај. Можеме да очекуваме две работи, а тоа е стабилизација на цена до крајот на оваа година и почетокот на наредна година, доколку не се пројави некоја друга светска криза или некакви други работи кои не се очекувани. И втора работа треба да очекуваме максимална голема цена на комплексите кои нудат елитно живење. И не би требало тие цени да ги земаме како репери за тоа колку чини стан во определена насоба. Тоа е секаде во светот. Например, доколку ја анализирате, не мора да одиме далеко, ако анализирате нашите соседи, Грција, не знам, Црна Гора, Србија, ќе сватите дека и таму се случува истото. Например, во Будва, на атрактивните локации, квадратот се движи околу 4000 евра. Малце повеќе во внатрешноста, не блиску до море, тој квадрат паѓа и до 2000 евра, значи паѓа 50% цената. Исто тоа и во Грчка. Во Грчка
да речеме, не мора далеко да одиме на Халкидики, ќе сватиме дека цената на квадрат е до 2 до 3.000 евра, но има недвижнини кои коштат и 5 до 7.000 евра по квадрат. По мене, стабилизација ќе очекуваме на некоја цена, која ќе биде многу повисока од пред ковид кризата, и да дадаме да напел дека оние максималистички цени кои владеат во елитни населби, станови кои нудат многу повеќе можности за живот, за поквалитетен, поудобен живот, не би требало да бидат репер за креирање на другите цени и граѓаните тоа треба да го препознаат. Тоа се наменски станови за определен број на луѓе во Скопје и во моментов ние таа цена на стан ја земаме како репер и се ни се споредува во принцип со таа цена на стан, но тоа не би требало да е така. Јас се надевам дека до крај на годината не сме го имале тој случај, можеби не сме навикнати, но ќе се навикнеме на тоа дека реперот на стан е на нормален стан, а сето она што е наднормално, што нуди поголеми удобности за живот, тоа воопште не е тема за разговарање, за било каква споредба. Тоа е проценка дали некој ќе го купи, дали ќе му го возможи она што го бара или нема да му го возможи за живот. Значи едино тука ќе биде тој репер за таа цена на стан. И за крај едно прашање кое ми се изроди од целиот овој разговор. Генерално гледано, сите сакаат да живеат во централното градско подрачје, нели? Условите за живот и квалитетот на живот повеќе го нудат. Од една страна видовме дека централното градско подрачје се засити со градби. Што е потребно за да се шири градот и кон другите страни? Интересот можеби на градежниците не е толков заради тоа што квадрат земја во периферијата од градот е сигурно и помали се и комуналиите, верувам дека и заработката, но и чинењето на станот ќе биде поевтина. Што е потребно да се направи за да Скопје се шири на другите страни, да не биде се централизирано? Начинот на живот и стилот на живот секој поднебие е различен. Така да во моментов мене ме радува тоа дека повеќе луѓе и бегаат и не живеат више во центар. Значи, заради загаденост, заради преголема гужва, кога ќе се отворат огромните комплекси како Holiday Inn, како Треска, ќе седе дека тоа ќе биде една огромна гужва во која што нема да можете вие нормално да функционирате, така да и во моментов, и мислам дека трендот така и ќе биде и во иднина, дека сите оние што сакаат да имаат квалитетен живот и убав живот ќе живеат надвор од централното градско подрачје, а сите оние имоти што ги имаат во центар ќе им служат претежно за изнајмување за додатен приход или за трговија, за било што. Така да тој тренд и кај нас во моментов постои, има нагорна линија, јас се надам дека за некој тој е период кој малце трае, тој сигурно ќе биде период од 4-5 години во кој што граѓаните нема да сакаат да живеат во центар, затоа што условите кои што ќе ги имаат во населби убави организирани надвор централно градско подрачје, кои ќе им нудат покомотен живот, поздрав живот, ќе бидат многу поактуелни, како секаде што е тоа во светот, а она што е во центар ќе служи само за деловна практика. Но сепак за тоа треба време, ние сме мала држава. Значи трендовите што се случуваат овде, за разлика од многу земји во странство, малце каснат и заради тоа што сме мали, каснат и заради тоа што не се развиваме како што е потребно. Така да тој тренд јас се надевам дека ќе се прошири на соседните градски населби, но за тоа да се случи ќе треба да имаме сериозно добра понуда за периферијата, што во моментот мислам дека е тема на голем број на градежни компании. Андреа Серафимовски, председател на Сдруженијето за градежништво, ви благодарам што одвоевте време и што еве оваа куса анализа не приредивте нами на нашите гледачи во врска со цената на чинење на квадрат во Скопје, кој што ќе повторам веќе месеци, ако не и 2 години наназад, руши рекорди, но она што го најави нашиот гостин е дека конечно кон крајот на годинава ќе имаме и стабилизација на чинењето на квадрат стан. Ви благодарам уште еднашка за одвоеното време. Благодарам и на вас.